После не знам колку години од како првпат се најави, конечно сообраќајот влегува под постојан надзор, се воведува ред. Стартуваше SafeCity. По сите оние забелешки од граѓаните ете зголемени и прагот на толеранција до 15% над дозволената брзина. И верувајте, знам дека е ѓаволски тешко да се навикнеме. После децении на тотален сообраќајен хаос, сега одеднаш треба да се почитуваат правила. Значи не станува збор за некои нови правила, некои драстично нови казни, туку за правила кои постојат од осамостојувањето па до денеска. Но реално никој не ги почитуваше. Ограничувањето на брзината не е некоја новина, таа постои одамна, но како што реков, никој не го почитуваше правилото, а полицијата не го спроведуваше или пак прогледнуваше низ прсти. Се гонеа и се казнуваа само оние кои ептем претеруваа, што возеа како луде, правеа сообраќајќи газеа луѓе. Разликата од минатата недела, минатиот месец, па и цела деценија е што од неделава нема веќе прогледување низ прсти. Реков правилата не се нови, едноставно сега мора да се почитуваат. После толку време критикување или народски кажано мрчење дека во Македонија, посебно во Скопје, владее сообраќајен хаос, дека секој си вози како што сака и си прави што сака, добро е што конечно се воведува ред. Мислам дека доволно жртви во сообраќајни несреќи дадовме како народ, што сега ако треба да се откажеме малку од комоцијата и да внимаваме, не е лошо. Да бидеме на чисто, SafeCity нема да ги спречи сообраќајните несреќи, нема да исчезнат и несреќите со фатален исход. Секогаш ќе има дивјаци кои ќе мислат дека можат да возат со 120 на саат, кои ќе поминуваат на црвено, кои пиени ќе седнат зад волан, кои нема да пропуштат пешак и слично. Такви ќе има секогаш, но ваквите случаи драстично ќе се намалат. После секоја трагедија бараме ред и поредок, после секоја жртва кукавме. Па еве сега, конечно се воведува ред.